Која ја прочита Насер е заедничка изјава зад која стои и Синдикатот на новинарите и медиумските работници. Ние нашето мислење ќе го доставиме до сите страни во преговорите. Она што генерално можам да кажам, дека е жално што воопшто доаѓаме во ситуација вакви апсурдни и небулозни предлози да мораме да разгледуваме како сериозни. Можни се две објаснувања. Или станува збор за купување време, и за да остане статус кво, за да се спречат системските промени кои што ги предлага посредникот Ван Хауте, зад кој ние како и ЗНМ апсолутно стоиме. Или станува збор за ловоматно во ова ненормално време да се протнат и да се легализират и да се надградат практиките кои де факто и веќе ги имаме во медиумската сфера и на кои што жртвата е слободата на изразувањето, новинарството како професија и демократските процеси во оваа земја. На Freedom House? Па тоа, ние сме веќе одамна години наназад во слободен пад на таа тема, така што веќе не ни е дозволено да бидеме изненадени. Тие извештаи, очекувам сега наскоро ќе излезе и извештајот на Репортери без граници, само го потврдуваат она што Сдруженијето на новинарите и синдикатот со години го кажуваат. Во оваа земја слободата на изразувањето, професионалната слобода се изгонети од медиумската сфера. Да, Тамара, или има друго прашање, слушамо тука. Има друго прашање? Има. Ајде. Прашам како во текст се договорите меѓу политичките партии, како што вчера блокираше Искате СДСМ, останале водачката ВМРО се предлага во јавниот сервис за 100 дена пред изборите да се предложат двајца уредници, еден од едната партија, друг од другата партија. Како ќе го коментирате кога медиумската заедница бара професионализација на јавниот сервис и, да речем, независно информирање? Како не води овакво? Дали е ова деполитизација или биполитизација? Ма не, тоа само го покажува односот на предлагачот, тој што го предложил, кон поимот кон суштината на новинарството. Новинарството и медиумите ги сметаат за изборен плен. Јавниот интерес е партиски интерес, и за тоа Насер пред малку зборуваше. Во тој контекст изборувам дека е жално што апсурдни предлози сме принудени сериозно да разгледуваме и да им одговараме. За да биде тоа појасно на јавноста, што значи тој предлог, јас ќе употребам паралела. Тоа е исто како да со закон пропишете операциите да ги водат, да ги извршуваат хирург ВМРО и хирург СДСМ. Тоа е исто. Значи, тоа не е партизација на професионалноста. Тоа е само партиско делување и пропаганда. Тоа нема никаква заедничка врска со новинарството како професија. Во таа насока и прашањето околу нивниот предлог, значи просторот во информативните емисии да биде соодветен на гласовите кои што ги добиле на последните избори. Како тоа го? Станува збор за предлог кој што се однесува на јавниот сервис. За предлагачот јавниот интерес е партиски интерес. Тоа го потврдува и тој предлог. Дека за нив јавен интерес е партиски плен кој што треба да се дели согласно изборните резултати. Да не говорам што тоа значи за демократските процеси во Македонија, тоа значи буквално унифицирање и не давање простор за никакво друго мислење кое што не е во мејнстримот на 4 големи партии. Они буквално го делат јавниот интерес на 4 партии. Мислам, тоа го предлага една партија, но тоа е коментарот.
Доколку ја дозволат, ќе ја споделат одговорноста за она што се случува во поглед на слободата на изразување, слободата на медиумите во Македонија. Говорам за меѓународната заедница. Доколку дозволат вакви решенија да се протнат во ова невреме на преговори, тогаш и тие ќе бидат еднакво одговорни за она што се случува тука.